Ревизија за работењето на претходните градоначалници се најавува во Штип и Виница. Штипскиот буџет за идната година оваа ставка веќе ја содржи, што значи дека финансиско-материјалното работење во периодот 2017-2021 ќе биде ставено под лупа. Што се предвидува поимот ревизија и кој ја спроведува? Со ревизијата се врши проверка на работењето на одредени делови од одредена организациона целина или на целата организациона целина и најчесто таа се однесува на трошењето на паричните средства со кои располага еден субјект. Доколку внатрешната ревизија, да кажеме, затаи или не ја извршила правилно својата законска обврска, настапува надворешната ревизија која ја врши Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија. Праксата секаде во развиениот свет подразбира ревизија, а таа на одреден период е и законска постапка, но кај нас под ревизија најчесто се подразбира темелна проверка на секое финансиско ќошено и политички реваншизам. Зашто се работи во случајов? Одговорност на секој нов градоначалник е да го испита работењето на претходниците. Во буџетот во 2022 година ќе предвидиме ставка за ревизија на поголем дел од институциите под локална самоуправа, вклучувајќи ги овде и јавните предпријатија. Пред се затоа што и ние имаме, еве да кажам, одреден сомнеж за работењето во минатото на доложените долгови кои што јавните предпријатија ги имаат акумулирано во годините наназад, ни даваат за право да испорачаме ревизија која што практично ќе утврди како се работело во минатото. Идентично како Јорданов размислува и градоначалникот на Виница Миле Петков, каде ревизија на работењето на оваа општина исто така е предвидена. Со внатрешната ревизија се планира да биде извршена ревизија на законитоста на работењето и материјално-финансиското работење на општината и на институциите кои се во локална надлежност. И тоа, јавното предпријатие за комунални работи, сите основни училишта и средното општинско училиште, детската градинка, во домот на културата, во музеот Терекота и во јавната општинска установа библиотека Ванчо Брке. Освен во општините, ревизија е предвидена и во јавните предпријатија како Штипски ИСАР. Има ли основ за сомнеж или во прашање е материјално-финансов пресек на досегашното работење? Законска обврска на јавното предпријатие секоја година да распишува јавна набавка и да ангажира ревизорска куќа, кој што ќе го провери материјално-финансиското работење на јавното предпријатие, така да за ова година ние завршиме постапката со свој внатрешен ревизор да направиме една анализа на работењето во претходните 5 години во ова јавно предпријатие, за да видиме што е причината зашто сме дошли до волков долг. Во споменатите општини досега градоначалници беа од СДСМ, а по изборите во октомври народот градоначалници таму делегираше од ВМРО ДПМН. Тие во своите предизборни кампањи многу пати потенцираа недомакинско и незаконско работење. Имаат ли вистински индикации или се е само рутина, ќе покажат ревизиите.